Капитенот на македонската репрезентација Кирил Лазаров, заедно со неговиот тим во повеќе градови низ нашата држава започна нов проект наречен Ракометна школа. Со почеток на школската година започна и ракометната школа во Куманово, која е под раководство на тимот Николовски, Катерина и Валентина. Ви посакувам добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ние посакуваме на сите слушатели. Денеска ќе се дружиме со ракометот. Денеска ми е чест и задоволство токму да бидам во друштво со тимот кој што ќе тимува во Куманово. Ајде да слушнеме најпрвин за историјата на оваа ракометна школа Кирил Лазаров 7. Од каде идеја, од каде започна оваа школа, во кои градови воедно е присутна за да стаса оваа година и во Куманово? Значи, отворени се 7 ракометни школи и тоа во Скопје, Свети Николе, Валандово, Струга, Охрид, Богданци и Стојаково, а од почетокот на школската година, како што кажавте и вие, и Куманово ја има таа чест да се отвори школа. Школата е под име на нашиот капитен и се вика Кирил Лазаров 7. Дали тоа 7 има некое посебно значење? Да, тоа е бројот што го носи нашиот капитен, бројот 7. Од град во град, еве стасавме и во Куманово да имаме ваква ракометна школа. Која е всушност идејата? Замислата ни на иницијаторот на школите, на Кирил Лазаров, е да се овозможат идеални услови за тренирање на младите таленти и да се работи квалитетно со македонските деца во текот на целата година. Неговата идеја е да создадеме врвни играчи, бидејќи Македонија е позната ракометна земја. Засега е отпочнато со запишување на дечињата, а за подоцна се планира нивна селекција со цел да имаме пионерски, кадетски и младински селекции. Желбата на нашиот капитен е овие младински селекции за период од 1 до 2 години да влезат во системот на надпреварување во Македонија. Така. Можам слободно да речам дека тимот Николовски е со долгогодишно искуство. Еве ја слушнавме Вале за идеја на ова училиште која што или школа која што зазема, веќе почнува значи да се реализира во Куманово. Еве, кате повели ти нешто повеќе? Првенствено мора да потенцираме дека нам ни представува особена чест и задоволство да сме дел од тимот на нашиот капитен кој представува синоним за македонскиот и светскиот ракомет. Така. Ние знаеме дека секој почеток е тежок, но предизвикот е многу голем. Нашата основна задача е преку спортот да се социализираат децата, да совладаат што повеќе животни вештини и да ги подготвиме за работа и одговорност во заедницата. Свесни сме за дека се работи за иднина на нашите деца и нивното правилно насочување во животот уште од најмали нозе. Во времето кога го поминуваме заедно, вложуваме максимален труд и работиме на нивното правилно развивање и изградување на не само како спортисти, туку како и личности. Многу важно нешто, така? Да. Кога ќе ги усмериме, например, децата на нешто позитивно, на спортот, да го одвлечеме нивното внимание од сите оние негативности кои што не демнат? За жал, сега брзиот тек на технологијата, со телефоните, лаптопите, се искривување на рбетот, значи еден голем апел до родителите да ги запишат на било кој спорт. Не мора да е тоа ракоме, значи може било кој спорт, само за да се правилно развиваат, да имаат здрав начин на исхрана и воопшто на животот. Точно, еве, значи со ова можеби ќе ги освестиме најпрви на родителите, а потоа и најмладите да се вклучат во водите на спортот. Во овој случај говориме за ракомет. Да додадеме уште нешто, од кога евентуално стартуваме во Куманово или уште нешто што е интересно токму за оваа школа? Интересно е да се напомене дека ние сме свесни дека ракометот ја има моќ, така и децата, да ја поттикне фантазијата и креативноста, па поради тоа ние ќе обрнеме внимание и важност за да се развијат кај децата взаемното разбирање и логичкото размислување, што ќе придонесе за подобрување на нивната психофизичка вештина. Сепак, во оваа работа најважно е да се пренесува идејата дека треба да се дели заедничкото, да се почитуваат врсниците и правилата како во спортот и така воопшто во животот. Ние сме свесни дека ќе ни биде потребно време, трпение и поддршка.
Исто така знаеме дека одговорноста е голема, но не се плашиме, бидејќи школата на нашиот капитен е организирана да работи стратешки, целно и уникатно, со што ќе бидеме препознатливи по нашата работа. Ние не сакаме никому да бидеме конкуренција, ниту да се споредуваме, отворени сме за соработка и сакаме да соработуваме со сите, бидејќи нашата главна цел е напредокот на спортот и ракометот уште од најрана возраст. Така. Школа за ракомет Кирил Лазаров 7 во Куманово од 8 септември, така. ова учебна година. Тренинзи имаме во спортската сала понеделник, петок во 17 часот, вторник и четврток во 11, се зависи која смена на училиште се дечињата. Во салата на основно училиште Браќа Милодиновци во сабота 2 термина од 15 до 17 часот и имаме термини во средното државно училиште Киро Бурнас во Којнаре, се за најмногу за трошокот на родителите од населбата, со цел да ги намалиме трошоците на нивните родители, одржување тренинзи во прекрасната сала на Киро Бурнас. Така. Каков е интересот барем досега за запишување? Интересот досега е голем. Имаме дечиња и што е најинтересно можеме да напоменеме дека имаме најмалото детенце, ние на 6 годишна возраст и мораме да го пофалиме. Многу е сериозен и трудолюбив на тренинзите, а инаку споменавме дека се врши упис на деца од основното образование, што значи од 7 или 6, како што реков пред малку, како што ни е најмалиот член, до 15 години, на момчиња и девојчиња. Така, значи отворен повик до сите, повелете, вклучете се во ракометот по Куманово. Да споменеме нешто во врска со постоењето на ова ракометна школа Кирил Лазаров 7. Колку години постои? Ракометните школи се отвараат од ова година, но сакаме да ве запознаеме дека тие веќе 3 години успешно реализираат свој ракометен камп и тоа во Охрид, во хотелот Аквалина, што значи дека од ова година и нашите дечиња ќе можат да присуствуваат на ракометниот камп. Кампот е организиран на високо ниво, во кој работат познати интернационални тренери и истиот представува идеално место каде што децата добиваат информации како треба да се однесува и живее еден спортист. Слушнавме и дознавме вака во глобала нешто повеќе за школата на ракометната школа Кирил Лазаров 7. Еве, јас би сакала малку да се навратиме на вашата ракометна кариера. Навистина убаво е нешто, еве, од времето кога вие бевте ракометарки, еве, јас имав можност да ве гледам во спортската сала. Тогаш ни беше Валентина Филиповска, сега ни е Николовска. Ајде да се потсетиме на тоа време. Како беше ракометот пред многу години во Куманово? Па можам да кажам дека е тоа најубавото време од мојата младост. Деновите поминати со тренинзи, одење на припреми, утакмици. Тогаш се уште бевме Југославија и се такмичевме во втората сојузна лига. Подоцна во Македонската лига бевме главни ривали со Ѓорче Петров, тогашниот Ѓорче Петров, значи многу убаво време поминато. Многу убави спомени имам од ракометот. Така, затоа и сега повторно си со ракометот и во тимот Николовски. Да. Тимот Николовски, значи го надодаваме и со Катерина Николовска. Кате кога беа твоите почетоци на ракометот? Па како и сите, нели, 5-6 оделение, започнавме во основно училиште Браќа Милодиновци во Куманово. Првиот тренер не беше Димитар Антевски, потоа во ЖРК Куманово. И многу години бев младинска репрезентативка и 2-3 години бев сениорска репрезентативка. Се тоа што кажа Вале, денови за паметење, значи самите патувања, надпревари, воопшто дружењето беа незаборавни. Сега кога одиме, нели, заедно со дечињата, кога се враќаме, нели, со тие почетоци, се враќаме и ние самите на нашата младост и верувајте, задоволството прекрасно. Да го знаеш нешто, да го пренесеш на најмалите. А сега вака во момент би можело ли да ви текне на некоја случка, на некој надпревар, на нешто што се случувало на терен? Или ги имало толку многу?
Па Ги не би тоа. можело да се издвои барем една, имало многу прекрасни моменти. Одлично. Љубовта не умира. Тоа е доказ. Да. Тоа што вие еве решивте со вашиот тим да ја основате, да продолжите со ракометната школа Кирил Лазаров 7. Сега најважното, каде сите заинтересирани би можеле да ве најдат, на кои контакти да се обратат и да станат дел од вашиот тим. Контакт телефон е 077 724 425, тоа е мојот контакт број. Слободно сите заинтересирани родители, дечиња може да се јават, да ги информираме за распоредот на тренинзите во секое време. А исто така, сите информации може да се добијат и на нашата официјална Facebook страница Школа за ракомет Кирил Лазаров 7. Мислам дека доволно ги упативме сите кои што се заинтересирани. Вам ви благодарам за учеството во емисијата, ви посакувам врни спортисти, јаки генерации и се разбира од вашите редови, од вашиот тим, од вашата школа да ги гледаме во репрезентацијата на Македонија. Се надеваме и ние и ви благодариме на поканата. Благодарим.